председателя. Почитувани граѓани, скандалозното носење на закони, одлуки и други акти кои што се во надлежност на Собранието на Република Македонија станува некако со ова парламентарно мнозинство мерит систем, вредносен систем. Не се почитува устав, не се почитува деловник за работење, она што е устав за Собранието на Република Македонија. И темата е Тања Васич Бозаджиева. Две реченици само за незе, затоа што одбивам да разговарам на таа тема, бидејќи не може да биде тема, де факто. Скршена е процедурата. До пред малку ја гледав тука почитуваната колешка Марија Георгиевска, ја нема, јас мислев со нејзе да дебатирам, односно предлагачката на ова скандалозно решение и да ги вкрстиме аргументите. Невкусно е колеги пратеници да дебатираат условно преку медиуми. Сега ја прочитав незиниот одговор на интерпелацијата која што ја поднесовме за нејзе и објаснува за извештај, за деловник и еве сакам да ги потенцирам точно и конкретно членовите во деловникот кои што таа ги има прекршено. Значи, Марија, ако ме слушаш од некајве, добро е да влезеш во сала и да дадеш контрааргументи. Член 128 од деловникот, став 5, вели: извештајот го содржи ставот на работното тело со образложение. Во извештајот се внесуваат и сите изнесени и издвоени мислења и предлози по прашањето што било разгледувано на седницата на работното тело. Вака изгледа извештај од една комисија, ова е пример од законодавна правна комисија. Во случајов, бидејќи се работи за персонални решенија, не се вика актот извештај, туку се вика одлука. Предлог одлука. Овие тројца предлози на уставни судии, односно 9 вкупно, расправата за нив не е завршена. Не се случило досега никогаш точката да стои отворена и ако кликнете на сајтот на Собранието да видите дека седницата се уште на комисијата не е завршена, а таа се земала за право и повторно го прекршила деловникот. Член 129 вели: работното тело од деловникот определува известител. Известител на работното тело по правило е председателот, а за одделни точки од дневниот ред работното тело може да определи и друг член. Известител на работното тело на седницата на Собранието ги застапува ставовите на работното тело. Ние овде во предлогот кој што го дала председателката на Комисијата за избори и именување немаме став. Има тука само нејзин подпис. Став нема. Известителот не може да го менува ставот на работното тело или да се откаже од него, ако за тоа не го овластило работното тело. Бидејќи сум дел од Комисијата за избори и именување, одговорно тврдам дека такво нешто немало, бидејќи дебатата се уште трае. Околу решението за Тања Васич Бозаджиева многу зборувавме и јас тука само многу често се повикувам на дебатните емисии кои што ги гледам и на кои што вака членуваат, дебатираат истакнати правници. Ама вични истакнати правници. То, еве ќе кажам, истакнати правници кои што воопшто биле против ВМРО ДПМН и така. Меѓутоа, подковани правници велат: ние не ја познаваме Тања Васич Бозаджиева. Не ја знаеме која е. Сега, зошто таа е предлогот, мимо нејзината менторка Родна Живковска, која што вие ја одбивте, а во академската фела постои едно правило, вели ако ученикот е во конкуренција со неговиот учител,
во случајот Тања Васич е во конкуренција со Родна Живковска, самата Тања Васич требало да се повлече затоа што таа е била и ментор, и професор, и во CV-то на Тања Васич не може едноставно да се вага CV-то на Родна и на Тања Васич. Зошто е причината и зошто Тања Васич упорно се форсира да биде уставен судија? Веројатно има дел и од тоа што уставните судии имаат имунитет од кривично гонење. Немаше кој да ја истражи, за жал, индициите за криминал во Министерството за здравство поврзани со вакцини, поврзани со, не знам, законите или лиценците за марихуана и така натаму. Ама 9 години, еве, и да сакаат не можат да истражуваат, а кој би истражувал во случајот оној што чека да биде избран Љубомир Јовевски? И најпарадоксално, процедурално говорам, бидејќи немала зашто председателката Марија Георгиевска да се фати, во образлагањето на предлогот, за мене најпарадоксално е цитирањето врз основа на што го дава предлогот. Врз основа на член 2, точка 7, став 2, алинеја 2 од одлуката за основање на работни тела. Извинете, одлуката за основање на работни тела е само одлука во која што се набројуваат сите работни тела кои што ова собрание ги има. И нивните надлежности. Така. А деловникот е тој кој што го утврдува начинот на работење на овие сите комисии кои што ги набројавме во самата одлука. Значи, бидејќи немала на што да се повика председателката, а јас верувам длабоко дека таа ова го нема напишано, туку еве на некој чуден начин е натерана, но не можеш да натераш возрастен човек да подпише нешто ако не сака. Тука одговорноста е лично неизина. И таа вели во предлогот, образложува дека премногу траела дебатата, замислете, не можете вие да толкувате колку е доволно да се дебатира или недоволно, апсолутно неиздржана аргументација за скандалозно носење на одлуки за избор на уставни судии. И сега што е најпарадоксално во ситуацијава. Оваа одлука која што очигледно е дека ќе ја донесете, единствен мериторен орган за да ја цени е Уставниот суд. И сега, кој ќе ја цени? Тања Васич? Или Фатмир Скендер? Малку да имате вака образ, или тие кандидатите ќе речат, луѓе, па јас, да, се нафатив, меѓутоа не е во ред процедурава, не можам, не сакам вака да бидам уставен судија 9 години. Ама ете, комотно си се позиционирале, веројатно нешто должат. Допрва ќе се откриваат многу работи, ништо не останало скриено, па и така и ова. Но како и да е, искрено жалам што Марија не е тука за да ме демантира во тврдењето што и кажувам дека деловникот го прекршила, Уставот го прекршила и не требало да се повика на нешто што е секое собрание, состав го носи како одлука за формирање на работни тела, врска нема тоа со работењето на сите комисии и на пленумот. Да завршам, член 128 и член 129, предлагачот во случајот Марија Георгиевска, а со тоа и вие, почитувани колеги кои што ќе гласате, го имате прекршено деловникот, а овие што ќе бидат очигледно уставни судии, нека им служи на чест. Еве баш да видиме, прв тест ќе им биде дали оваа одлука ќе ја ценат, бидејќи 2 дена, 3 дена се разговара, тие имаат надлежност и по допрен глас, а што овако не е допрен глас, да видиме дали ќе ја разгледаат. Благодарам. Реплика Панчо Минов.